сте. Ја озучуваме оваа книга Гимназиум. На предната страна е од Дион, од храмот, антички македонски храмове, е улицата во Дион. И оваа книга Гимназиум, или како ја размножувавме умноста, издадена во Скопје 2003 година. Тогаш се викаше едицијата Лициум, денеска е Свети Дух. Текстовите се објавени во лик во Вестникот Нова Македонија од 27.2.1999 до 21.3.2001 година и во списанието на Матицата на иселениците Македонија. Последните три текста се објавени во списанието Комплетна. Значи, тоа е таа книга која излегуваше, како што рековме, во лик, и тогаш се отвораше таа забранета тема на македонската историја, која и до ден денес не е отворена до крај. Се сеќавате дека енциклопедијата македонска од Мано се повлече. Се подпишуваат договори со нашиот јужен сосед. Еден договор со нашиот сосед Пирински, друг договор, потоа трет договор, во кој ние треба да се откажеме од самите себе. Ке ви ги прочитам, тоа се не можеш да речеш ни дека се есеи, туку се како кратки раскази духовни за македонската немост. 41 страна. Пајониецот се збуни. Му застана кефалото. Му побегна зборот. Го беа испратиле атинците да му соопшти нешто на Филипа. Да му соопшти од името на атинскиот народ. Го избра токму него најголемиот говорник на своето време, Демостен, син Демостенов, Пајаниец или Пајониец, видете. Сам тој кажува што е и како е. Се прослави во собранието токму со говорништвото, и тоа токму против македонскиот цар Филип. Инаку, не познато во науката, објавено во некој од книгите кои се излеа преку мене од Царството Божјо, дека Ератостен, Исократ и Ератостен, и Ескин, мислам беше, се двајцата најголеми говорници во Атина покрај Демостен, членови на македонската партија во Атина, и тоа е непознато. Значи, се прослави во собранието со говорите токму против македонскиот цар Филип, Демостен, син Демостенов, Пајониец. Тој не само што не е Хелен или Елен, да не речам Срна, туку варварин од земја од која човек ниту роб не би купил. Туку е чума од македонец. Еден македонец ги понижува атинците, врескаше, вревеше, зборуваше, го бранеше својот град Атина, иако според името и тој бил само обичен дојденец, меток. Дојденец во тогаш најмокниот трговски центар, помеѓу истокот и западот, северот и југот, најмокниот трговски центар пред да се појават македонците. Сега доби можност да се сретне лице в лице со македонецот. Имаше слушано многу за него, Филип второто, де ваков бил, де таков бил, а еве сега стои пред него и му избега думата. Демостен, син Демостенов, Пајаниец, повторно го најави послугата. Повторно штама, глувотило, молк, тишината се разлева. Се погледнаа во очи. Филип се насмевна и му кимна со веѓата да почне, му даваше кураж, а овој изгубен застанал како некое стебло и просто си постои во молкот. Се загнездил во тишината. Немост. 1, 2, 3, цел живот. Филип второто повторно му се насмевна, му даде ишарет да почне, знак, да гугне, ама се беше попусто. Ечеше тишината. Оние кои не умееа да зборуваат, Демостен ги нарекуваше јамбождери. Вежбаше секое утро со камче меѓу јазикот и врескаше. Беше навистина еден од оние кои го владееа говорништвото. И неслучајно атинците му напишаа на споменикот надпис: да ти е силата еднаква на духот, Демостене, никогаш во Атина не ке владееше силниот македонец. Навистина беше зборлест и со еден збор умееше да убива со зборот. Умееше. Филип, кога го изгуби трпението, му рече со доза на грижељубивост: ти да не си гладен, да не си појаден утрово, го праша. Демостен
продолжи со молчењето. Остана во молчењето. Немаше збор. Му падна зборот. Филип му понуди лепче месено донесено од Лебеа. Демостен го зема и ја наведна главата и се повлече. Остана забележано од мајката историја дека најголемиот атински говорник, од кој се гледа дека е Пеониец од Пајонија, тој е Кумановско-Паланечкиот регион, Кочански, он неме, значи Филип, овој Демостен, кога го виде македонскиот цар Филип II, дека најголемиот атински говорник. Од тогаш излезе преданието дека македонците убиваат не само со копијата, туку и со поглед. Од тогаш Демостен остана кутнат во зборот, никогаш повеќе не умееше да полета со мислата и да те ничкоса. Остана онемен и посрамен пред македонецот. На еден начин тоа беше автоцензура. Во социјализмот постоеше цензурата, ке те пикнеа преку ног во апсана и ке те снемаше. Потоа тоа еволуира, порасна со поблаги методи, не те објавуваат во печатот, не ти даваат средства, ти вршат притисок на работа, на членови на фамилијата, тотален молк, или не те пуштаат да учествуваш на локалните фестивали, не ти ги емитуваат снимените дела на телевизија, ти ја одземаат сцената каде што треба да имаш прослава и слично. И денеска, например, театарот Скрб и утеха, буквално му се скинати сите средства со години. Јас пак да речам дека 18 години не сум добил книга, ја не се жалам. Мојот татко е семокниот Бог. Ова се што создал, тоа е него. И имам доволно. Слава ти, Господи Исусе Христе. 10 години премиера, гостување у киното. Добивме едно гостување по Божјата волја во Македонскиот културен центар во Софија. Не пуштија да одиме Скрб и утеха, да не сме направили инцидент и тоа се тие состојби. Или пак ти одобруваат монодрама наместо премиера со еден бугаруленце, министер, а потоа откако ќе го прочитаат текстот за истата и неизети одземаат со демократска насмевка. Ако не можеш да ги победиш, одземи им го правото да учествуваат во духот на еволуираната цензура. Може би поучени од немокте на Демостен пред македонецот да го исплука зборот, да го поврати зборот во залог на сценската македонска слобода. Видете, најлесно е да кажеш нема македонци. Видете, тоа е тотално сатанска стратегија. Не можеш ти да кажеш дали некого го има или нема. Ти можеш да зборуваш само за себе. Стави си го прстот на челото, сине на проклетството, кој тврдиш дека нема македонци, а се запишани во Светото писмо, и прашај се дали ти всуштост постоиш, бидејќи Исус вели во духот, само тоа што е во мене суштествува. Се што е вон мене е подложно на законот на умирањето и распаѓањето, така да Македонија, македонци се запишани во Светото писмо, па вие размислите. 44-та страна ја озвучуваме оваа книга Кога боли зборот. Неколкумина заминаа. Помислија дека можеби се чека на министерот или на премиерот. Доцнеше почетокот на празненството. Најпосле влезе председателот. Не знам дали добија повтев за враќање за минатите. Потоа стана пратеничката. Средба со принцот, рече. Македонскиот принц. Излези и академикот. Сепак таа не помисли на него. Беа присутни филјан луѓе, академици, министри, владици и шпиуни и поети. Аристотел ги нарекува просјаци на фалби. Жив класик, рече. И актери. Шаушпила, скедеспила, ја и сем херец, што се однесува до присуството. И граѓаните на Република возграѓаносана. Македонскиот народ беше дума за синот, синот на сонцето, еп од принцот. Јас се извинувам, морам да ги променам на очарите, рече академикот. Потоа зборуваше за Александар Македонецот од Егејска македонска пела. Додаде, човекот кој ги раскина границите на светот. Човекот, царот, македонецот. Стана актерката. Думаше нешто за клопчето, за преѓато од железна река. Кажуваше, донесе делови од епот. И му дојде редот на Ѓурата, Александар Ѓурката, Ѓуровски. Се исправи, порасна во зборот
ја боди на думата реди, се роди прво пеење, второ пеење, полека бе другар, полека, полета во блесок на светлината, се роди сонце во думата, го донесе тој мајчин синко, мајчин сончево чедо, царот на сиот тогашен свет. Ги оживеа зборовите од епот. Требаше да се биде таму во армискиот дом за да се сети, чуе, доживее, за да ве заболи зборот. Зборот, грудка земја која отиде најдалеку. Излегов од времето, рече Радован Павловски, поетскиот принц. Во домот на армијата имаше прва средба на неговиот еп Синот на сонцето со читателите. Еп за македонецот, Александар Големото. Добре дојде во Македонија, принцу. Тој е вториот македонски поет кој се довтаса до царот, која допре темата за древна Македонија, забранетата, можеби првиот беше Анте Поповски. Неколкумина киниса помислија дека се чека министерот. Сепак наеднаш влезе председателот. Не знам дали некој од се врати од тие забеганите. Бевме дојдени за принцот. Политиката е кротка. Актерката играше во представата во која таа беше мајката на царот. Печат со лик на лав, се роди Александар, крикнуваше. Академикот ги промени очилата кога го спомна царот. Думаше за маглата врз историјата, врз македонските прапочетоци. Нашите, нивните, македонските. Александар го бодинаше зборот, зборот која воскреснуваше Македонија, нашата распната убавица, ар македонските слави зафатија, не попари со зборовите, чини сончевиот син слегол лично во армискиот дом. А бевме филјан луѓе, поети, академици, председатели, владици, министри, актери, шпиуни и черешни и други љубители на епови и принцови, што би рекол Ристо Шишков. Помислија на едниот, неколкумина замина, ги стресе чекањето. Помислија на едниот, а сме го чекале другиот. Требаше да се биде таму за да ве заболи зборот. И овој народ на земја, и ова сонце ни на небо ни на земја, и ова сонце на небо, и друго сонце немаше ни на небо, ни на земја, така почнува Синот на сонцето, да се сети, да се чуе, да се доживее, да ве заболи зборот. Или политиката е кротка, сакам да кажам крушка. Слава ти, Господи Исусе Христе. 46-та страна го озвучуваме, значи, оваа книга. Ете како се пишувало, како духот давал некои, како речам, духовни состови на тенката линија на меѓу вистината и лагата, меѓу сатанскиот свет кој ја негира Македонија и Господ Исус Христос за македонските свраки. Членот на жирито го сретна во една кебапчилница. Те читаме, ми рече. Членот на комисијата за театар го сретнав во кафулето на Федео, му велам благодарам за премиерата. Остана онемен, потоа додаде дека дадов оставка, дека ништо не решавал тој. Така ми кажува многу колеги, професори. Јас бев на некоја црна листа. Ланскиот министер за култура го имав сретнато пред шаторот на гладувачите како зборува за 19 век. Знаете, тој е оној кому што дедо му се чувствувал бугарин, тој се чувствувал и бугарин македонец, а син му се чувствувал македонец, а потоа син му потпиша таму предавство. Што представува куќарката твоја пред сараите на бегот? Пишува во македонскиот речник. Само да видиме кој е бегот. Се разбира, таткото небесен зборуваше против кутлешевото сонце кое висеше на шаторчето. Неговиот претходник го сретна во професорската стаја на Федеу. Збор 2-3, насмевката му се скри. Фрли си зад себе, за да си најдеш пред себе, се јавува македонскиот речник. Поминуваат покрај царевата порта несетувајки од вчера до пред нашата ера, до македонскиот период на владењето на светот, излегување и влегување во историјата.
Личностите кои се построени во зборот се скрбно врзани со македонската сцена. Врзани со прангите на Талија, за да не можат да летнат кон светоста и кон светлината. Да влегуваат и да излегуваат од историјата, од вчера до пред нашата, односно македонската ера. Талија е една од 9 музи театарската. Ке прочитате по белосветските речници на римскоста и грчкоста 9 музи кои случајно и ненамерно на атинците им ги дал некој си Пиер македонецот, кој повторно погрешка е син на богот Македон. Крал на Ематија со потекло од Пела и по совет на некој си тракиец го востановил култот кон 9 музи и ги именувал по своите керки, а преданието зборува дека всушност тие се негови внуки. Види кој било речник во наводници грчка и римска митологија. Оние пишуваат македонската митологија. Понатаму пишува вака: македонци мои, зошто ние да се трошиме? Пеонката Евпија му родила на Пиер 9 керки по кои се именувани музите. Дел од преданието вели дека керките на Пиер и Пеонката се надпреварувале во пеење со музите. Пеонци, пеанци, пеани, надпеани, недопеани, пеонци. И овие вторите, откако ги надпеале, ги претвориле во свраки. И денес, кога ќе запеат со своите крескави гласови, природата се стуштува. Дел од преданието пак вели дека керките на Пеонката и македонецот Пире се всушност мајки на музите. Интересен е податокот дека Аминта, македонскиот цар, си ги откупил своите пеонци од персијанците. Види Ангелина Маркус по трагите на славните македонци, Лицеум Скопје 1998. Ние издававме книги забранети тогаш, па затоа не ни даваа пари. Да не заборавиме дека цензурата во Македонија, каменот доаѓа од дома, од блиску. И тие одредени служби кои не пратеа да сме го затвореле, ние скрби утеха. Видете, тоа што го создал, Бог го составил, ти не можеш да го растураш. Талија, театарска муза, чишто дедо Македон е наш кум, односно предок по кој денес се именуваме. Талија, го имаме личното име Тале, презимето Талевски и така натаму. Имавме еден актер, градоначалник, кој го сничкоса едно време. Натаму од вчера до македонската, од вчера до македонската голема ера, македонци мои. Мене македонскиот речник ми е еден од најблагодарните собеседници. Кој рекол дека е застарен? Имам тежнение тој да биде уште посилен, ако е исполнет со сите собствени думи. Мислам дека деновиве се објавуваат некои речници, и кога не се бавам веќе со тоа, работам за Царството Божјо. Му служам на Господ Исус Христос. А силен, му беше учител на Дионис или Денонос, беше силен во ум. Оттаму италијаните го извеле зборот силенце, тишина, зашто имаше завет за молчење. Едниот го фати во кебапчилница, другиот во факултетското кафуленце, третиот излегуваше од историјата, на четвртиот му побегна на смевката. Се тоа скрбни врски со театарот на кој му припаѓам и јас. Пранги кои се обидуваат да ги наметнат на македонската муза Талија, керката на Пиер, синот на богот Македон, човекот кој го востанови култот кон 9 музи. Ете, тоа е таа историја која е забрането да се објавува. Не, нема надпревар со музите. Тоа е дар од дедо Македон, Божјо вдахновение. Остатокот се македонските свраки или нивните следбеници. Няма македонци, ква. Охи македонци, ква. Кукуноне македонци, ква. Нема тих македонаца. Исус запишал дека има, ти ќе кажеш дека нема, сине на проклетството. Минуваме покрај царските порти и излегуваме и влегуваме во историјата, македонци мои, или фрли си зад себе, за да си најдеш пред себе, за да се препознаеш себе си. Лет меѓу светоста и сетнината. Ја озвучуваме, значи, оваа книга, која е издадена, пишувана од 27.2.99 до 21.3.2001 и која веројатно сега се уште актуелна. Текстовите што се пишувани во духот не застаруваат. Враќањето на словариите. Цариникот се пули и се вникнува во тајфата. Ваква дружба до денеска немаше сретнато. Инаку,
пред некој извесен период ми забранија влез во Република Бугарија, оде во Пиринска Македонија на Собер номер 1 Пирин, веројатно после говорот што го спомнав председателот Радев, му предложив да клекне на колена, да се покае што ги апселе македонците, што оделе по затвори, да ги отвориме границите, да живееме како браќа христијани и пријатели. Во името на Исус му пренесов, да не го носи целиот народ во проклетство, и тие ми удрија забрана за влез во Бугарија. Еве сега пак, цариникот се пули и се вникнува во тајфата. Ваква дружба до денеска немаше сретната. Група зборови, излезени од македонскиот речник, стоеја пред него како во некој древно македонски строј. Имаа наум да ја минат меѓата меѓу Горна и Долна Македонија, да си ги видат своите собраќа од Егејскиот дел, кои не се внесени во горе споменатиот речник. За волја на вистината гледам дека деновиве се издаваат некои речници, како што реков, и се радувам за тоа. Ова е значи пишувано 99 до 2001. Пред, колку да речем, скоро 25 години. Имаат тежнение да си ги внесат своите истородни слова во македонскиот речник. Всушност стануваше дума за 4 групации кои го напуштија речникот со српско-хрватски толкувања, нашиот македонски речник, и се упатија на 4 страни на македонскиот народ, на 4 меѓи кои се испречија пред зборовите, кои ги делеа едните од другите зборови и слова. Се работеше за букви, слова кои се расцепкаа на 4 македонски страни, на расслојувањето, рассловувањето, рассловенизирањето, не баре нови кирилометодиевци, словени, склавини, пословени, ословени, да си ги описменат своите заборавени браќа по јазик, вера и клетва, цариникот се омаѓо сагледајки. Не си бил во црквичето, му вели, му го плесна зборот. Сум бил бе во црквичето. Го плени со упорноста. Двајца актери во театарското кафиле се обидуваат да се кутнат во зборот, тој е онем театар Центар МНТ, се плетинаат обидувајќи се да владеат со словото. Ја прескокнуваат мислата, го тенчат, го чипчат зборот. Не си бил во црквичето. Сум бил во црквичето. Не си бил во црквичето. Сум бил во црквичето. Александар Ѓуровски и Владимир Светиев се кутинаат во зборот. Додека траеше драмувањето, голема група зборови од македонскиот речник реши да се самоорганизира, да се обиде да ги внесе своите заборавени браќа по слово идентитет во речникот. Не ги прифаќа објаснувањата на лингвистите дека речникот е од среден формат, по тип и обем, дека затоа не се внесени зборовите, македонските думи кои ги поделија граничните рампи на природна етничка Македонија. Не го прифатија одговорот за неможно обединување на сите македонски зборови во еден голем македонски речник со македонски толкувања, и самите излегоа од речникот, се поделија на 4 словени, групи тајфи од македонски слова, склавини, и се упатија едните во Пиринско, кај оногурците и чукундурците на оние што ми забранија на Раде, другите на Егејско, третите на Преспанско, Голобрдско, Горанско, четвртите на Беломорско, напред слова наши, напред армакедонските слави зафатија. Слава ти, Господи Исусе Христе. Видете. Во театарското кафуленце треште се зборот. Не си бил во црквичето. Сум бил бре во црквичето. Ја слушам расправијата за црквичето на двата војни на зборот и се обидувам да задржам дел од тоа црквиче за кое војуваат со зборови двајцата сценски сонувачи, актери на празна сцена соголен збор на светиот македонски театар, црквичето. Цариникот клекна, подклекна. Ваква чудесија не беше сетил. Зборови кои сакаат да ја минат македонската меѓа, граница, рез и пресека. Ме држеа на граница, нема да поминам, таа ми вели 10 години имам забрана. Видите, ако сака Господ Исус ќе поминам низ граница и нема ни да ме спречите вие. Не сум зависен од природните закони. Ако сака Таткото Небесен Исус Христос. И им реков, срам да ви е крвта ваша на главите ваши. Крена, веројатно, глас исплача, ама чекайте зошто викате. Не викам, ве благословувам да ви намножи Господ Исус Христос се. Цариникот клекна. Ваква чудесија не беше сетил зборови,
кои сакаат да ја минат македонската меѓа граница реси пресека. Јазик кој не ги содржи сите своји зборови од етничка природна Македонија, територија на родот на кој му припаѓа е нецелосен јазик, половина јазик, сакат јазик. Не верувам дека постои друг светски пример за ваква негрижа кон сопствениот идентитет, а зошто енциклопедијата Ману ја повлече? Се исплашивте ли бе? Мудреци, по наводници, кој нема мудрост нека ја бара од Исуса. Зошто го повлековте речникот? Имате ли вие своја јас или сте слуги на сатаната, нападнатиот ангел да го продавате македонскиот народ? Не верувам дека постои друг светски пример за ваква негрижа кон сопствениот македонски идентитет. Проклетилото на словенството, елинизмот, византоидноста пред римскоста, сите општи места преку македонскиот идентитет го берат данокот врз македонецот идентитет и се враќаат како расслојување. Не си бил во црквичето. Сум бил во црквичето. Цариникот зјапа во македонските слова се обидува да знае во кое црквиче. Па во невидливата Исусова црква, во духовната заедница, ти да бидеш камен во таа црква, една единствена, еден пастир и едно стадо, така да овие поделени земни цркви не се реални, односно се сатански, завладеани се од телесниот свет. Цариникот зјапа во македонските слова, се обидува да знае. Еден речник има проблем со толкувањето и го напушти зборови и го напуштаат зборовите во потрага по своите заборавени или невнесени браќа во речникот, оградени браќа со државните меѓи врз македонецот. Тие сакаат да стават граници во човечкото срце. Може ли да се огради зборот? Божјото слово не се враќа празно. Зборуваме ли половина јазик? Црквичето, не крадете ми го црквичето, фаланга зборови итаат преку границите во преграб кон своите заборавени браќа, словарите. Не може да се загради зборот, посебно Божјото слово не се враќа празно. Божјиот збор е сила која се материализира. Како и да го зборуваш и што и да правиш, за зборовите ќе бидете осудени, по зборовите ќе бидете оправдани. Затоа му напишав, му се обратив на председателот од онаа страна на Пирин планина Раде, да клекне на колена, да ги признае македонците, да се покае, да ги отвориме границите, да живееме како христијани, браќа и пријатели. А тие ми удрија забрана да доаѓам таму. Па знаете како апостол Павле на израелците, крвта ваша на главите ваши, целиот народ го носи во проклетство, сами ќе плаќате за тоа, ќе поминат низ многу страдања, сите тие кои ги учите сатанска доктрина и во образовниот систем дека нема македонци. Македонци има, запишани се во Божјото слово, како што рековме, Бог што составил човек да не разделува, мир вам до Царството Божјо. Амин.